Со усвојувањето на првиот акцијски план за сексуално и репродуктивно здравје во 2018-та, започна и вистинската имплементација на националната стратегија донесена во 2010 година. Ова представуваше огромен исчекор во препознавање на човековите права, особено на сексуалните и репродуктивните права. Тоа представува прв документ кој е во согласност со акцијскиот план на Светската здравствена организација и целите за одржлив развој на Обединетите нации, а е направен со трансформација на системски план. На самитот во Најроби беше оддадено признание за постигнатите успеси од областа на сексуалното и репродуктивното здравје, особено во намалувањето на мајчината и доеничката смртност во период од само 2 години. Но придобивките на самитот се и во продолжување на активностите и по неговото завршување. Принципите на хуманост, солидарност, меѓусебна поддршка, емпатија живеат и по Најроби. Заложбите на државата треба да се инкорпорираат во нови стратегии, планови, кои ќе се имплементираат со широки партнерства. Например, конкретно, дури и во услови на COVID, Фондот за население на Обединетите нации, заедно со кабинетот на председателот, успеа да обезбеди помош за загрозени групи на граѓани, стари лица, бремени жени, лица со попреченост, но и да влијае на подигнување на свесноста за семејно и родово базирано насилство, кое за жал во услови на пандемија е уште поизразено.